treba da se sluči, gdje se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice, ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Podelete jo? Sakate nadolgo, sakate na široko. Samo ta niva nešto vredi. Na ubavo mjesto je. Može da se napravi nešto, neko je hotelče nešto. Ako popuštiš сега, ги собирам парталите и си одам. Јас не можам веќе. Доста мори со таа нива, нивата. Абе, чигерите ми ги изеде со таа нива. Ниви има и татко ти. Шо не му зема, не му пичка ти мајчина една нива, а? Шо не му зема? Шо? А братчето лапна се. Сваке, ќе ти кажам нешто. Ама, да не ми се лутиш. Керка те ја дупи оваа работа. И требало нивата сега. Да ја кажеш да си седи на страна. Живко ќе биде, Бошко ќе биде моја, се друго ќе биде твое, разбираш? Само ти треба уште омраза, разбираш? Треба се наполниш со омраза, некако си ми мек, бе, брате. Така ти се чини, маца, така ти се чини. Ке ги вратам мангупите в село да пасат овци, ти гарантирам, ке видиш. Да. Муабетот ми беше околу она нива, покрај езерото. Уште еден маршуелец. Некој сака да ви ја купи нивата, дава многу пари. Киме за тебе, малко. Парите се во чантана. Кој знае, мачево, од кога не виделом вистински маж, мајке. Па те боле зарибала, а? Слушај, кучко, немој да ми се тресиш многу. Ке ти го најдам јас крај од тебе, знаеш? Ајде, марш од тука. Срцка, доаѓаш? Соседке. О, мислам, сопругата, нели? Мило ми е, Линда. Милка. А, Милка, вие знаете дека ние... Не, ништо не знам.
Срцка, жиленце, да не дојде во погрешно временце? Седни. Нови карти, Срцка. Срцка, нови. Морав да ги купам, Срцка, морав. Па не можам, Дуле ми ги препознава сите стари карти. И ти јарно ми велиш, Лимба, не се нервирај, Лимба, не се нервирај. Јас не се нервирам. Мислам, воопшто не се нервирам. А како да не се нервирам, кога оној младен не знае ни да затвори? Само вие, кога си отидовте, ние со моето мажле, така си удривме една партија карти, една партија туш, карти, туш, карти, туш. Да се напиеше нешто? Може, Срцка, Б витаминче, пице. Ах, Срцка, отворај. Те гледам и ти се восхитувам. Какво спокојство, Срцка. Јас и моето мажле те обожаваме. Боже, колку спокојно се отвораш. 3 седумки, 3 джандара, 2 двојки со джокер. Петката кај Дуле, попот кај мене, а ти со кецот затвораш. И то мртов ладен, кул, туш. Абе, значи од се правите драма? А, не, Срцка, не, никако. Твоето спокојство е наша мерка за стабилност. Ти си за нас еден вид терапија, за тело, за душа. Драга моја Лимба ме остави сам. За малку ќе голтне четката за заде. Драга моја Лимбичка, па знаеш дека се плашам. Потоа се сетих на твојот парфем и со носето... Але, оп, кученце мое. Те пронајдов. Соседо, па вие сте тука со мојата Лимбичка. Синоќа бевте мој јунак. И мој. Леле, каков кант направите. Може ли нешто да ве замас? Молам, господине. Слободно, прашај, кученце моје, прашај. Слушајте да ви кажам сега. Веднаш да го напуштите станов, ама веднаш, знаете како? Итно! Зошто ми доаѓа да ве обесам овде на Лустеров, како некоја боксерска вреќа и да мавам, да удирам по вас. Да ведеме! Ова е неверојатно. Ова е неверојатно. Каква поезија. Каква поезија истуривте пред нашите носе, господине Живко. Ке ве обесам на Лустер. Ќе удирам во вас како во боксерска вреќа. Ве обожавам. Песничката, кученце моје. И да врне, и да вее, и сонце да грее, денот убав пате, Живко сега ни се смее. Але, оп, доба. Але, оп. Повелете. Вие сте братот на Жилче, нели? Тој сум. Да? Да. Ми го нема Жилче, нешто се изгуби. Жилчето ќе дојде, ама моли Бога да не дојде денес. Зашто нешто ми игра около. Ау, јас така го сакам, го обожувам. Пресладок, како би го стиснал. Па тој како те обожува. Па тој ќе умре за тебе. Да? Да, Жимицуцко. Само ми рече нешто да ти каже. Да, што? А знам ќе ме распердашал како кокошка. Знам како сладока. Добро, ќе ми каже некој зошто сме овде или... Да не ми стои овадан глава. Господицата Сиси покажува голем интерес за батета Живка. Тој не е тука, но таа е тука. Ама сега и таа ќе си оди. Ајде, Сиси. Чао. Шетај си се. Виде како... Мислам, послужува кафе. Вие сте тука за да расчистиме некои работи. Со кого? Со тебе? Ристо, станувај. Не брзајте, бе, не брзајте.
Во магазинот сте се однесувале како газди, сте исправале криви дрини. Сега тоа мораме да го поправиме. Морам да пресечам. Бошко, срце мое, ние ќе си одиме од ова дувло и нема да дозволиме некој да не кара како првачиња. Не разбирам. Работата ви виси на конец, а вие? Мене, фала Богу, не ми виси ништо. Да, а ти можеш газдарица да си играш дома, а не овде. Бате Бошко, јас да ти кажам нешто тебе пред заминување. Сврти се кон Живка и собери си го акалот. А на ова овде удри ги клоците и врати си се на семејството. Да. Скини ја, бе, скини ја оваа разгледница. Скини ја, бе. Шокети ја оваа разгледница. Слушај да ти кажам. Врати се на семејството, собери си ги децата, ова ти го кажува еден стар пијаница и една домакинка. Ајде, слудиме, бе, ајде. Значи, од дедето остана само подолгото. Ке ја реновирам, злато мое, да. И од оваа дупка има да направам нешто невидено. Слушај, дедо ти Маца ги зеде конците во своји раце, да. И сега сите има да играат по мое. Да, само јас не се офајдив од оваа работа. А сета работа јас ја завршив. Те направив, господја, сега немам песок во очи да си фрлам. Мислиш од бајачките твои станав господја? Газарица? Не се занесувате, мола. Да ти Маца ги истрга сите маки, а по лошото, злато мое, доаѓа Арно. Да. Само знаеш што? Живко ме плаши. Сватот? Ја знам болката. Ти си умна, жена мудра. Ами како? Колку сакаш? Немаш ти толку пари, злато мое. Имам и повеќе од што мислиш. Кажувај, ајде, кажувај. Ај чувај си ги, може ки ти треба. Види, мајката. Слушај, и ти знаеш, ама и јас знам. 5000 марки на рака. Договорено? И 10 пати по 5 не се доволно. Сакаш аргументи да ти дам? Земи или остави. Што, нема повеќе муабет? Да ги слушнам аргументите и ќе си одиме, ајде. Секоја басна завршува со полка. А во оваа басна има 2 лисици. Значи полка нема. Сватот Живко е преголем залак за тебе. Немој да си го лапнала, Мацо. Ке се удавиш, Мацо. Колешке, јас со години собирам храброст и еве сега дојде тој момент. Ги истурам моите чувства тука пред вас. Ама, колега Страчковски, што ви е? Па како ми е мене? Јас сум шокирана. А јас не можам повеќе да се воздржувам. Колега Страчко, да не сум јас една од вашите во вашиот список. Ама не, тоа се само приказни, ајде ви се молам. Ама немојте, колега Страчко, немојте. Немојте, некој може да влезе? Да, некој ќе влезе, да. Кој ќе влезе? Некој. Не, немојте, никако. Опа! Која сте вие? И како смеете да влегувате без прашање во мојот кабинет? Излегувајте веднаш. Колешке Мира, подоцна ќе го завршиме нашиот разговор, ќе ве повикам. Да, колега Страчковски, за ова ќе разговараме сериозно. Вака ли разговараат колешките и колегите, а? Господине Страчковски, вие сте моја сорта. О, пардон, Маца. Значи, непозната фаца. И поет? Браво!
И? Друго? Штета што немате кревет. Знаете, јас сум од оние пациенти кои сами легнуваат и се соблекуваат. Добро, да скратиме. Бизнис Да чујам. се работи за твојата шефица, Милка. Тука не гледам бизнис. Бизнисот не се гледа. Се намирисува. Ќе падне некој денарче. Јас плаќам во марки. Сакам да знам кој е кој во овој бизнис. Кој е мојот дел. Само тоа сакам да знам, ништо друго. Не се работи овде за дел. Дали е мој дел или твој. Се работи за принципиелност. Дали ќе продолжиме со бизнисот или да му го опнеме клучот на рендешот. Ќе му го опнеме, бате боле. Ама ќе му го опнеме кибритот. Да гори. Да. Да гори и пепел да се стори. А да ти кажам, гори откако таа твоја маца тука. Бате боле, бирај, бате боле, или таа, или јас. Значи, пак се фаќаш за маца, а? Еве ќе зборуваме со бројки. Откако дојде таа маца, работата збесна. Да, вработивме уште 10 нови работници. Ама ти изгледа не сакаш да ме разбереш или така ти чини? Абе, бате боле, мене не ми е за профитот во бизнисов. Мене ми е за друго. Оваа фирма јас ја чувствувам на друг начин, бате боле. А ти тоа многу добро го знаеш. А не тука некоја да ми се, да не речам што, да ми се плетка, да ми се мотка и да ни го расипе тоа што е моje и твое. Наше што е, бате боле. Мајстори во кафаната, јас не знам ништо. Маца твоја Гисела работите во свој раце, дава инструкции, абе лета, абе змесна како што велиш работата. Бате боле, бе. Абе не толку ми кажи, приказни, бе. Кај да те најдам да ти кажам, бе. Да. Тоа е многу тешко кај да ме најдеш. Ако ти требав за некои глупости, веднаш, тап, си ме наоѓа. Значи треба да те барам, а? Каде, а? Не знам каде, а? Ајде, бате боле, не е вчерашен. Како не ти е срам, бе. Си свил љубовно гнездо со жена ми. Со бившата моја жена. Да, со Мисо Дупенски. А овдека доаѓаш и ми држиш лекции. Бате боле, има голтано многу работи и се може да проголта. Ама ова не можем да го проголтам. Абе, да сум жена, ќе ти се колна во десара и ќе те убедувам дека тоа не е точно, дека тоа не е така. Арно, ама, јас не сум жена. И да ти кажам, сега ми е јасно со кого имам работа. Со жена што седи пред чешма и тера празни муавети. Бате воле, бе. А ти многу убаво знаеш зошто Живко избега од село. Од такви празни, чешмарски муавети. Ајде, те виделе, не ми кажувај, те виделе. Ме виделе? Каде ме виделе, бе? Кој? Маца твоја? Абе, таа сака по секоја цена да ме тргне од работава наша, бе, од заедничкиот бизнис, бе. Абе, а да и кажеш вака, јас да те посоветувам. Кажи и на таа твоја маца. Живко е карпа, камен потежок од 2 скопски згради. Ниту ветер го мрда, нити дожд го рони. Така да и кажиш на таа твоја маца. А за да ме помести мене, ќе и требаат најмалку уште 2-3 животи. Јас да ти кажам. Но ти, бате боле, биди спокоен, зашто од сега натаму работите ќе ги средиме јас и ти в суд. А комуницирањето ќе го оставиме само преку мојот адвокат. Остани ми со здравје, со добро и со добра мисла.
Конечно сами. Не си на одмор? Вчера се вратив од Шпанија. Од татковината, земјата на големиот Пикасо. Ти испијаниле убавините на Андалузија? Секогаш имам трема пред да влезам во твојот кабинет. Пред малку испив 3 водки, ама и тоа е малку за твојата убавина, за твојот шарм. Си се фатил со некоја младо сестриче. Цела болница е на нозе. Швалер. А може керка да ти види? Многу брзо доаѓаат информациите до тебе. Јас се извинувам ако... Повеќе пијан да не влегуваш кај мене. Мислиш, мене ми е лесно? Се лажеш, плюс на мои години... Почнав многу да зборувам, не? Ти си болен човек. Тоа како прво, а како второ, веднаш да ме ослободиш од твоето пијано присуство. Ова болен, ќе го прифатам иако е навредливо. А дека има болка во моето срце, има љубовна болка, Милка, неизлечива. Слушај, ако мислиш... Со години ме измачуваш. Со години, јас само ти бев раме за плачење сега. Дај, пушти ме. Да ти кажам, јас сум подготвен на се. Слушај, ке викам. Викај, нека слушне цела болница, шефицата во преградските на нејзиниот колега. Ти си нормален? Се исплаши, а? Ми реагираш. Утре сме дежурни. Трета смена. Шефице, ве обожавам, шефице. Свате и денеска дома? Дома. И од кафето се откажа. Се откажав и од кафето, да голема работа. Ама нешто многу си ми кажа, бе, свате. Како да ми те поплатила некоја тага. Ако вреснам да плачам, не ќе можат ни 3 како тебе да ме замолчат. Ама, јас исто како да сум ти во срцето, свате. Јас ти ја знам маката. Жими Живка, еве, внучето. Жими Баже, жими ти. Абе, ти си искусна жена, опасна работа. Ти се восхитува. Маца. Од кај знаеш? Од кај знам. Па знам, бе, свате. Вчера и реков. Сватот Живко е голем залак за тебе. Нема да си го лапнала, ке се удавиш. И со батета Бошка работите ни се до конец дојдени, да ти кажам. Бошко е врзан за цел живот, тој е готов, шашрди со нje. Него душата му е во джебот на една бајачка од кравари. Нема шанси тој веќе. Како да не. Како да не? Бабини деветини, не верувам јас во такви приказни. Ајде. Не веруваш? Ич. Слушај, свате. Слушај да ти кажам. Ама не ме слушаш, сега читаш. Остај го весникот, гледај ме право во очи. Добро де, па не сум мајван човек сум. Добро де. Ајде. Кажите, слушам. Слушај. Маца е опасна жена. Не бира средства само да те оттргне од бизнисот. Се расфрла со марки. Таа гази се живо и диво, не е веќе нормално. Знам, добро. Ама, знам дека знаеш. Ама сега ти треба да ја удриш контранапад. Разбираш? А за тоа сум ти потребна јас. Јас сум махер за тие работи. А освен тоа, свате, па треба и да ти се одолжам за се што стори за мене и за син ми. Абе, не сакам да те мешам сега во овие работи, нема потреба. Со алкохолот расчистив. Сега уште да расчистам со маца и... Свате, имам нешто да ти кажам, ама не ми е згодно. Ми е срам. Имам еден. Аман бе, сваке бе, сега на овие години трошоци. Оти? Па не сум јас за фрлање, свате? Ите, сега за уште малку, голема работа. Новинар во пензија. Абе, а деца, мажени, женети, автомобил има, нема, куќи и станови.
А бре, сваке, бре. Абе, умна си, опасна. Го поканив на кафе да дојде тука. Да се запознаете. Да не мисли дека сум круша без корен. Многу е мераклија сватена песна. Да му испееме една од тие твоите, а? Сега? Сега? Што велиш, а? Нека пукне ѓаволот, а? Ке дојде. Кога бе? Ама сега, еве, за некоја минута. Ајде, повелете. Еве го. Добар ден. Добар ден. Јас сум Живко, драго ми е. Спасе. Спасе имало спас. Повелете. Благодарам. Марта, за вас ми има кажувано приказни. Секогаш ве спомиња. Да. Ја знаете... Се знам, се. Марта е нештото што ви треба. Бидете сигурни дека удрите на правото место. На вистинското место. Да. Од кога ја запознав Марта, се чувствувам многу подобро. Притисокот ви се среди. Нема тахикардии. Абе, вие сте среќен човек. Од каде знаете? Па се гледа. Сваке, дај нешто жестоко за дечково тука. А јас не пијам. Не пие? Парите, љубовта и алкохолот го вртат светот денеска. А мам бе спасе. Пари предпоставувам имате. Љубов во изобилство. Мојата сваќа просто ве голта со очите. Донеси една домашна сваќе. А јас со гитарава ќе ви направам еден така пријатен амбиент. А ако ми се сложи, да? Јас сум сега во фаза на умирање, брате Спасе, а не ти. Умирам полека, што се вели се мачам. Вие сте среќен човек и верувам дека ќе умрете наеднаш. Так, и готово. Но да не мислим на тоа с краја, да е... Повели свате? Така. Слушај сега, брате Спасе. Кога Јана побегнала, Ребитова се расплакала. Ај бре, вие битолчани, отворајте дуќаните, ке ви дојдат ресенчани, пазарчи. Леле, бате Спасе, бај ни Спасо дојде. Да си купам драмбелило, море драмбелило, драм црвило, да испука душманите, леле Спасе, пред душманите, моите, твоите. Бај ви сваке, кај Господ никој не. Опа, пак ти? Веќе сме на ти, така? Драги, да те прашам нешто. Пак ќе ме киднапираш сега ти? Слушај, Блаже, и покрај се те чувствувам близок. Значи, ти си едно такво човече кое кани да се појави... Ај, кажи, имам работа, кажу ми. Слушај, упорен сум, знам што сакам.
Сакам заедно, јас и ти, да го докрајчиме дедати Живка. Та да не знае кај да се пикне. Јас сум малку расипан, ти си препреден, заедно ќе успееме. Само филмчиња си правиш. Ти се чудам на паметот. А бај, остави ме да живеам нормално. Слушај, доста ми е од заебанци, од такви работи, од глупости. Знаеш ли Маца? Она Маца. И со Маца се фати на оро. Абе, драг, ја без златена, бе, јагне ветар дупка не полни. Таа ќе го докусури Живка. Да знаеш, ние двајцата само треба да помогнеме. Значи, крлеш не ти раме. Таа ќе го докусури Живка. Многу луѓе се ангажирани. Јас и ти. Само треба малку да помогнеме. Да помогнеме? И тебе рогови ќе ти никнат деда Живка кога ќе го видиш паднат на колена. А бај заборави. Слушај, Маца е подготвена да плати, да плати. Чекај малку, полека. Да ти предложам нешто. Абе, драги, ајде јас и ти да го убиеме дедо Живко. Што? Што? Чекај. Ти наполни го пиштолот, јас ќе пукам. Чекај, Блажа. Абе, остави, не бе, откачи се и од мен и од деда Живко, обсесија ти стана. Ако си маж, наполни го пиштолот, пукај, отепај го, одлежи го, смири се таму во некој затвор. Говедо. Слушај, Блажа. Што чудиш? Размисли. Ајде, размисли. Па, бабо, толку, јас сега навистина морам да одам. Блажај, остани уште малку, а? Знаеш, овие ноќни смени ми се малку напорни. Цело време го имам на ум деда ти. Зашто, што му е на дедо? Како што му е? Одсутен е. Западна во некоја депресија и пие по цела рака апчиња. Знам, не му е лесно, ви направив проблеми, Тоа е заборавено. Да, јас ти благодарам за услугата. Сега навистина морам да одам. Блаже, кажи му на роднината да не јаде солено и луто никако. Да. Не знам како да ти кажам, очекувам да дојде еден. Страчковски, ти? Ти дежурен си? Не. Само така наминав. Еден мој роднина се оперираше и дојдов да го видам. Време е да си одам. Блажај, остани уште малку. Бабо. Туку, босувај, остани. Во ова време со зетот малку е необично, нели? Ау, а зарем средби со зетовците се прават во некое одредено време, а? Не те разбирам. Колку што знам јас. Ние вечерва требаше да се најдеме овде и да расчистиме некои работи. Сега малку ми е непријатно вака пред зетов. Затоа дедо пие по една рака апчиња. Бабо, мислам дека сега е вистинско време јас да си одам. Зете, сега е вистинско време да се покажеш. А да не треба јас некого да тепам? Па ако треба, и ке тепаш. А не, ако се прашувам јас... Тебе никој ништо не те прашува. Ајде, оста. Продолжи да молчиш таму. Бабо, значи господинов е дојден со известни намери, така? Ова ѓубре овде пред некој ден ме нападна. Ајде, Боже, му простив. Го оставив на работа. Те нападна? Значи, ова болници се полни со манијаци. Ама не. Баба ти зборува глупости. Јас дојдов да се извинам и... Бабо, се сеќаваш ти на тој Петрата од Маđари? На црниот со мустачите. Во плечите еден широк како тениско игралиште, се сеќаваш? Да, се сеќавам. Него го имам кутнато за 3 секунди. Бам, готово. Му имам скршено 3 заба и 4 ребра. Знаеш зашто? Само малку што ме погледа накриво. Страчковски! Самина. Соседу! Срцка! Лазиш како малечко бебенце.
Au, si piješ tabletki, a? Не сум дома. Ne sum doma. Pa i jaz ne sum doma. Kaj tebe doma sum? Srcka. Абе, сонувам 300 глупости, цела ноќ не сум заспан, бе. А и овие лекарствава ништо не помагаат, джабе ги голтам. I jaz te sonувам, srcka. Ама bez lekarstva. Te gledam i te sonuvam. Odi me takava jedna kralska kočija kon kale. Mi gi podavaš racete, ti gi podavam racete. Srcka, tvojata nasmevka se širi nakaj topana, a mojata glava se spušta na твоята лева страна. Абе, Што е сега? понежно, не дарпај, шо е ова дарпајне? Ги барам твоите гради, твоите влакнести, гради како меко, ткаено веленце. Што е да е? Абе, без дарпајне нели рековме? Сега, оти ме прекинуваш на најубото. Да ти кажам, и на картите нема. И јас и оној мојто мажле сме како сирачиња. Како сираче сум без тебе. Ма, те слушам цело време, бе, Лимбе, ама некако од овде како да ми се крева нагоре, како да ми се повраќа. Да. Јас ќе те повратам, мил мој. Така? Во живот. Гледам во депресија си. Да не треба и свеќе да купувам. Станувај. Таа нашата? Пам, 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 парамати, пам, пам, пам. Абе, Лимбе, слушај. Некако не се чувствувам така опуштено да ти ја завршев оваа работава. Да ти го направив кејфот. Мажи. Извини, молим те. Нека, јас ќе чекам. Јас сум стар чекач. Ајде, пам, пам, пам. Лимбе, види. Што е сега? А момчето кај ти е, кај... Работи. На конјуктерот. Еј! Мислам на компјутерот, да? Еде, загреота. Така, те Слушај, за малку пари ќе го разрешиме твојот случај, иако во принцип не работиме со муштери од ист влез. Лимбе, дури сега, демек, ништо не те разбира. Работиме, срцка, легално работиме. Легално. Имаме и агенција. Господине Живко. Господине Живко. Драга моја Лимба. Мојот конјуктер ја изфрли програмата наречена Долнодупенска рапсодија. Во превод ќе киднапираме маца. А од твојот бате Бошко ќе направиме мајмун. И рапсодија во сино, срцка. Абе, чекајте, ало. Абе, живе. Абе, сиром, абе, со како фолош имаш работа, фатено.